Добро вечер, Сокот. Каков отпад влегува во Македонија и од каде? Зошто граѓаните веруваат дека дишат опасни супстанции од опасен отпад? Од Италија преку Албанија до Бугарија, по црни патишта се транспортира така наречениот екоенергенс, кој некогаш е и опасен отпад. Во овој код истражуваме каква е контролата на границите на земјава за увоз на така наречениот РДФ, енергенс или отпад за суровини. Дали под назнаката неопасно се крие всушност штетна материја? Каде затајува контролата? Во Македонија се увезува ѓубре, но на граница се проверуваат само документите, а не и содржината на отпадот. Има многу сомнежи на граѓаните дека полека стануваме депонија на опасни работи, особено откако беше откриен скандал во соседството, кога бугарски министер за екологија учествувал во увоз на опасен отпад кој се горел во тамошните термоцентрали. Темата отпад не е само македонска или балканска, туку светска тема и опасност откако Кина, која преработуваше милиони тони пластика годишно, пред 3 години забрани увоз. А количеството отпад не се намалува и тоа треба некаде да заврши и да биде складирано или уништено, да се изгори. А каде е Македонија во тој синџир на отпадот? Немаме штетен отпад кој што е увезен во државата. Гарантираме дека работите одат легално, согласно законите и согласно интересот на граѓаните. Овие изјави на официјалните владини представници треба да ги уверат граѓаните дека воздухот во Македонија е безбеден. Според законот, Македонија не смее да увезе опасен отпад. Но што увезува? Она што се дефинира како опасен отпад, тој апсолутно е забранет за увоз. И тоа е радиоактивен отпад или токсичен отпад кој што е токсичен сам по себе, без да се загрева, без да се распаѓа. И тоа е забрането да се увезува. Она што е дозволено, тоа е отпад кој што може да служи како суровина или како гориво. Согорување на опасен отпад од индустрија не постои. Сега, ако постои негде, тоа е криминал. Значи, не можам да ви кажам, значи немаме ние такви постројки. А што гориме ние како домакинства, нели? И дали ние можеби ставаме во нашите печки кои се ќумбиња, така? Што согоруваме ние, тоа е веќе под знак прашалник. Увоз на опасен отпад постои. Значи имаме во законот каде што стои дека увоз во однос на транзит и за како суровина може да постои, со тоа што законот е на многу места недоречен, остава простор за различни толкувања. Кот истражуваше што и како влегува во Македонија под назнаката отпад и кој и колку увезува РДФ, гориво произведено од отпад. Податоците објавени во медиумите се различни и се повикуваат на различни извори. Македонија увезува 7 милиони тони отпад, беше податокот официјално објавен од Заводот за статистика. Кот направи компарација со Кина, па излезе дека Македонија за една година увезла иста количина на отпад колку Кина увезла пластичен отпад за 2 години. Го прашавме директорот на Заводот за статистика како дошле до овој податок. Овој податок се внесува на 2014 година. Веднаш да кажеме дека ова што излезе во јавност е погрешен податок. Грешката е наша, во смисло на тоа да вашиот колега кога од месечниот радио Слободна Европа беше го побара овој податок, едноставно направите техничка грешка за таа година.
далеку е помала вредноста од тоа истражување кое што побара податок. Меѓутоа, битно е да кажеме дека е погрешен изворот, односно тоа истражување не евидентира увоз на било какви работи, особено на ова што се третира како отпад. Ова истражување на статистика било наменето за Министерството за животна средина, но Министерството не дава податоци за количините на увезен отпад, особено оној кој се користи за гориво или суровина во усија или макстил, па и на други места. Податоците за увоз на отпад, според Заводот за статистика, говорат дека количините на увезен отпад во последните 5 години се речиси идентични. Од околу 53.000 тони во 2014 до 52.250.000 во 2018. Најголемо отстапување во количината на увоз има во 2015 22.919 тони. Проблемот е во дефинирањето на тоа што е отпад. Не постои класификација која што ќе дефинира отпад кој што има на последната намена, да се фрли. Некаде да се складира, да се чува, да се не знам на кој начин веќе се третира таков тип на отпад. Бидејќи во најголем дел случаи, она што за некого представува отпад, за некој представува суровина. Но од статистичките податоци може да се види дека Македонија најмногу отпад увезува од Косово. А ако овие бројки се споредат со вкупниот број на увезен отпад, се гледа дека приматот за увоз го држи Косово, па на пример од 2016 од вкупно увезени 53.225 тони, само 12.599 бил отпад од други земји. Втора на листата увозници е Бугарија, трета Србија, па Албанија и Италија. Значи Македонија главно увезува отпад од соседите. Проблемот е кога треба да идентификуваме конкретен набавувач или конкретен извезвач. Ние не ја третираме намената. Намената понатаму, со некои други истражувања, може да се идентификува, например, каков тип на суровина се користи во процес на производство одредено. Побаравме листа според царинската тарифа каков отпад Македонија увезува. Најголеми се количините под ставката железо и челик, а потоа пластика, па хемиски и неоргански хемиски производи, органски или неоргански соединенија од благородни метали, од метали од ретка земја, од радиоактивни елементи и изотопи. Овде не се издвоени дали се опасни и колку, бидејќи се работи за статистички податоци. Погледнавме што всушност увезуваме од Косово. Најмногу железо и челик. Во податоците од статистика не е наведено што од овие увезени производи, односно отпад, е РДФ, односно се користи во нечии печки како енергенс, гориво од отпад. Одредена работа што за некого представува отпад, за некого представува или суровина, или енергенс, или било што друго. Значи, не можеме да или еден исти тип на отпад може да има различни намени. Затоа податоците за увезен отпад како енергенс ги побаравме од царината. Во 2019 увезени се 2215 тони РДФ, во 2018 999 тони, а во 2017 зачудува податокот на царината дека немало увоз на ваков отпад. Единствен увозник на отпад за енергенс, односно согорување, е фабриката за цемент Усија од Скопје. Но вршиле некој контрола што всушност се увезува. Невладините организации под назнаката Зелен фронт се сомневаат во исправноста на пратките за отпад. Според нив, затајува токму проверката на увезениот отпад, било да се работи за РДФ, за согорување или опасен отпад како суровина или пак комунален отпад. Јас се сомневам дека воопшто и прават такви контроли. Значи, не ми е нормално кога околните држави и кога веќе од италијанската мафија има сознание дека се транспортира отпад во балканските земји, да се тврди дека немаме ништо, дека све е регуларно. Од друга страна, знаеме какво ни е судството и целиот корумпиран систем. Ако ништо друго, барем треба да засилат контролата. Би сакала да видам дека навистина тоа што е влезено тука, ако е РДФ, ако е отпад, неопасен отпад за горење, дека навистина е тоа така. Значи, зошто да не се, ако се донесува, ако се носи, се внесува во нашата земја, се носи во некоја инсталација, која си има дозволи за тоа, зошто да не во моментот инспекторатот не отиде, кога ќе дојдат камионите,
да провери дали е тоа, да се земе од тие бали, да се земе примерот и да се потврди само дали е тоа што е декларирано. Но директорот на царината уверува дека не се подпирале само на царинската декларација, туку ги анализирале ризиците. И отпадот се смета и се става дека е одредена ризична точка и врз основа на таа анализа на ризик, во моментот на увоз на соодветната стока, на царинската испостава и излегува алерт дека таа стока, иако паднала, например, на зелен канал, во зависно од резултатите, односно тоа што го дава анализата на ризик, дали ќе се направи документарен преглед, дали ќе се оди на детален преглед. Мене не ми е поимливо како може да се врши контрола само според декларации. Значи, она што се случи во Букарија е затоа зашто не се совпаднале, како го откриле тие тоа. Ние немаме ни контрола, ни лаборатории. Значи, таму треба постојано да има некој инспектор кој тоа ќе го спроведе ако не може царината. Според податоците од царината, досега не се вклучило светлото за аларм. Царината не открила случај на погрешно деклариран отпад. Колку често вие или вашите царинарници отвараат пратки кои што биле за зелен канал, а биле со отпад, увезан отпад? Значи, конкретно, царинските службеници секојдневно имаат пракса на отварање на сите пратки, значи не само ФДФ отпадот, не само отпадот, затоа што ние имаме голем ризик и на затајување на давачки, исто така и опасност по здравјето на луѓето и проверката. Прашав тоа го правите, колку често тие се вклучуваат? Значи вие ми кажувате теоретски. Секојдневно, не е теоретски. Јас прашувам колку е податоците што го? Податоците ќе ви ги дадеме во контекст статистички колку е процентот на прерутирање на царинските декларации на црвен канал. Со отпадот порано, не на други. Ќе ги издвоиме по тарифни глави и за отпадот и вие ќе добиете после интервјуто, ќе ви ги доставиме податоците за проверка на црвен канал. Подоцна од царината испратија податок дека со воведувањето на новиот систем и модул за управување со ризик започната е селективна контрола на прегледот на пратките. За сите камиони контролиран е сертификатот за безбедност издаден од Италијански институт за контрола. Контролирана била првата количина на цврст отпад за увозник кој имал дозвола за увоз, издаден од Министерството за животна средина. Возилото било задржано 48 часа. Цариниците утврдиле дека пратката е исправна и го пуштиле камионот. Ова е единствениот пример што за код го наведе царината. Ако отпадот се движи по улиците, како тоа се следи? Дали тоа превозно средство го следи полиција, дали државен инспекторат? Не верувам дека е таква процедурата. Нигде ние не можеме да најдеме каква е процедурата при транспорт контролат. Од друга страна, кој е железнички, од која до која точка, дали навистина доаѓа до последното место, дали се внесуваат како суровини работи што се всушност отпад. На царина имаме сознание дека нема контрола на отпадот што влегува. Не се прави хемиска анализа на отпадот што влегува, туку едноставно само на на хартија. Хартијата е доказ дека тоа таков и таков материјал се внесува и тоа оди под некои општи шифри на неопасен отпад. Меѓутоа би требало да се прави анализа уште од влезот на царина, влезот во државата. Она што досега барем македонската јавност не го видела е акција и снимки на царината или инспекторатот за животна средина кои ќе покажат дека е вршена некаква контрола на увоз на отпад за горење или суровина. А Министерството за животна средина има издадено дозволи за 100 фирми кои поседуваат дозволи за вршење соодветна дејност за управување со отпад. Според Министерството за животна средина, која своите извештаи ги објавува на вебсајтот, најмногу РДФ или отпад како суровина или енергенс е увезен во 2016-та, 119.000 тони отпад, најмалку во 2012-та, 815 тони. Голем е графиконот за увоз и во 2015-та, 78.600 тони. Колку често Министерството или инспекторатот, кога станува збор за отпадот, ви даваат или бараат од вас да проверите одредена стока што се увезува? Ако зборуваме за, ние имаме добра соработка со државниот пазарен инспекторат, со санитарната. Конкретно прашувам за државниот инспекторат таков податок во момент не имам за да ви кажам колку често. Меѓутоа имаме секојдневна комуникација доколку ние сметаме дека одредена стока
за која се тие надлежни, имаме сомнежи, секако дека се искомуницира на наша Можете да ни страна. кажете ли пример конкретен кога Државниот инспекторат за животна средина побарал од оваа година од царината да провери нешто? Можам да се распитам во контрола истраги и да ви дадам секако податок, ако сакате со датуми, колку често е тоа направено. Можете да ми направено. дадете податок и дали се сеќавате како директор кога сте ставиле на црвен канал камион со отпад и зошто? Значи вака, јас како директор не ги ставам стоките на црвен Ми канал. тоа е, како Значи граѓанин, немам, веројатно и вас ви не, интересира значи дали би било јас нешто што видите, јас е секако морам да имам доверба во моите служби и имам доверба во тоа што тие го работат. Значи гарантирате дека во Македонија не е внесен енергенс, било да се работи од назнаката дека еко гориво, РДФ, отпад и слично, што би било штетно за граѓаните на Македонија? Во кој контекст да гарантирам? Јас гарантирам дека све што е увезено било во согласно со доставените сертификати кои ги доставува компанијата и кои се доставува за да таа компанија добие дозвола од соодветната надлежна институција. Неодамна царината промовираше нова опрема во својата лабораторија, купена со европски пари. Ги отворија вратите за да видиме што всушност оваа лабораторија работи. Тука главно се проверува количината на сулфурот во нафта и нафтени деривати, масла, но и октаните на бензинот. Лабораторијата се уште чека на акредитација, а во неа не може да се проверуваат канцерогени и штетни материи. Во Македонија нема државна акредитирана лабораторија. Војна водиме со Државниот инспекторат за животна средина, еве веќе со години, го прозиваме јавно, повикуваме на тоа да си ја врши работата и прашуваме зошто средства кои што беа наменети за акредитирана лабораторија ги пренамени инспекторатот за коли, зошто троши пари за туристички патувања по светот, зошто не вршат контроли какви што треба, дури и она што може да се врши преку приватни акредитирани лаборатории, не го прават. Едноставно, сите се труеме на ангро, а се тврди индустријата не загадува. Немаме доверба во институциите и заради тоа довербата се стекнува ако веќе на терен покажат нешто. Па дури ако покажат дека има нерегуларности, тоа значи дека некој работи. Али дека се е регуларно и дека само во соседна Бугарија или во други европски земји се случуваат вакви пропусти кај нас, не, значи тоа мислам дека и за деца не е за верување. Тука мириса на корупција, помеѓу представници од индустријата која што загадува, помеѓу представници од Државниот инспекторат за животна средина кој што треба таквите големи загадувачи да ги контролира, помеѓу представници од институциите кои што треба тоа да го прават, и тоа е некој врзан круг. Ова е тарифната ознака под која во царината се евидентира увоз на остаточни производи или сродни индустрии, на друго место неспомнати или опфатени, градски отпад, отпадна тиња и други отпади опфатени во забелешка 6 кон оваа глава. Ознаките ги регулира Законот за царинска тарифа. Ознаката си има и подознаки. Така, например, 382510 е градски отпад, 382530 клинички отпад. Код дојде до податоци од царината кои кажуваат колку точно отпад со овие две референции е увезен во земјава во последниве 3 години. Најниска е вредноста во 2017-та, вкупно 230 килограми, од кои 25 килограми биле градски отпад, додека 205 килограми клинички. Во 2018-та пак, количината на отпад кој е увезен се зголемува, но не се менува само количината, туку се менува и подознаката. Сега не се градски и клинички отпад, туку се работи за отпад под шифра друго, 3825-90-90. Во цела година биле увезени 299.440 килограми отпад. Во Законот под други отпади пишува дека спаѓаат. Поимот други отпади се однесува на а. Клинички отпад, т.е. контаминиран отпад како резултат на медицински истражувања, дијагностицирања, третмани или други медицински, хируршки, забарски или ветеринарни постапки, кои често содржат патогени агенси и фармацевски супстанци и бараат специјални постапки за изфрлање на отпадот, например завои, употребувани ракавици и употребувани шприцеви. Б. Отпадни органски растворувачи. В. Отпади од течности за конзервирање на метали, хидраулични флуиди, флуиди за кочници и флуиди против мрзнење.
и Г други отпади од хемиската или металуршката индустрија. Меѓутоа поимот други отпади не ги опфаќа отпадите кои содржат главно нафтени масла или масла добиени од битуменски минерали. Тарифа број 2070. И во следната 2019 година, увозот под оваа шифра е со подшифра други отпади. Но во оваа година во летото се случува и промена. Царината го воведе така наречениот електронски систем за евиденција, СОЦДАТ. По неговото воведување, количината на увезен отпад двојно расте. До 31 јуни, додека системот е стар, има регистрирано 999.550 килограми. По воведувањето на СОЦДАТ системот, во останатата половина година се увезени двојно повеќе, 2.127.480 килограми, или вкупно за минатата година 3.126.991 килограм друг отпад. Код и официјално се обрати до царината колку во изминатите 3 години е увезен така наречениот РДФ отпад, односно отпадот кој се користи како енергенс. Во 2017 нема увоз. Во 2018 се увезени 999 тони, додека во 2019 2215 тони РДФ. Единствен увозник на овој отпад е цементарницата Усје. Усје е ограничено дека од вкупното гориво кое го користи, 35% треба да е алтернативно, а оттаму велат дека досега искористиле само 5%. Македонија се гуши во ѓубре, но нема каде да се преработи за да биде спремно за гориво. Ова е едно од објаснувањата поради кои наместо домашниот се употребува отпадот од Италија. Алтернативното гориво го плаќаме негде околу 35 евра по тон, што е практично да не кажам 96-7% од цената на конвенционалното гориво, кое што во моментот отиде многу доле, но цената многу падна. Код дојде до документи кои покажуваат дека за една пратка со 999 тони гориво од ѓубре во декември лани, Усје бара од царината да не биде царинето. Причина е што го има добиено бесплатно од италијанска фирма од градот Пескара. Инаку, доколку ја добие по редовна цена, тоа би чинело 3000 евра, или по тон колку едно печено пиле, 3 евра. Усје е цементарница која се наоѓа на околу 2 километри воздушно од населбата Кисела вода и аеродром. Таа од 2018 како енергенс за работа, освен конвенционални горива, користи и гориво од отпад. Од мај лани дури доби дозвола од Министерството за животна средина сама да го увезува отпадот. Дозволата е дадена на една година, а земјата од каде ќе увезува е Италија. Може да се внесе вкупно 10.000 тони, а само во 2019 увезла 4.400 тони отпад. Се транспортира спакуван во бали, тешки по 650 килограми, големи 120 на 120 на 80 сантиметри. Параметрите за тоа што треба да содржи во нив, треба да ја почитуваат Базелската конвенција, која ја има подпишано и земјава, а која точно го пропишува составот во кој не смее да има опасни материи. А кај Усје дали досега е најдено? Немаме никаква неправилност, а од она што сум информиран дека и Инспекторатот за животна средина интензивно врши контрола на тоа што се увезува таму. Така да ние сега за сега имаме коректен однос со Усје. Ова видео со редица од камиони кои чекаат ред за да влезат во Усје пред околу една недела осамна на социјалната мрежа Facebook, а граѓаните сензитивни на темата веднаш се посомневаат дека се работи за увоз на отпад кој фабриката го користи како гориво. Ние имаме разни индустријски загадувања каде што со години добиваме од Државниот инспекторат за животна средина информации дека нема загадување, а гледаме дека чурат од џаците, осеќаме ни солза точи, грло пече, граѓаните што околу тие фабрики живеат, а резултатот од анализата испаѓа дека е се во ред. Најодговорно тврдиме и го кажуваме дека не е така и многу ни е криво што има надписи по вестиците и по порталите од луѓе кои практично не ги провериле фактите и зборуваат онака како што они мислат. Значи граѓаните го велат дека нешто мирише од овде, не е точно? Не е точно. Најодговорно и најодговорно ви кажуваме. Европа на големо употребува алтернативни горива кои спаѓаат во групата на еколошки технологии. Во цементната индустрија во Германија, Чешка, Белгија и Полска се користи над 50% од енергенсот. Усје деновиве поради сомнежите од екологистите и граѓаните ги отвори вратите и повика кој сака да дојде да види дека нема опасност по животната средина од горењето на отпадот.
Основните параметри се прават во нашата лабораторија. Се прават веднаш, се зема примероци од секој камион по случаен избор, има начини за тоа, има стандард како се зема примерок. Понатаму се зема примерок кој што се праќа во акредитирана лабораторија. Овдека имам 5 различни извештаи од акредитирана лабораторија Инкола под Холандија. Таму ги праќаме примероците од Ардиев. Сите индустријски капацитети кои тврдат дека безбедно го осигуруваат, според дозволите кои имаат, нема такви мерења како што треба да имаат. Не ги дават на сите места. Значи, ние не може да се водиме по однос на тоа дека све е регуларно, кога знаеме дека може да биде многу подобра контролата. PM10 честички речиси секоја вечер лепдат во воздухот, а лепди и недовербата дека сепак се гори опасен отпад, а се прикажува како РДФ гориво. Се нема верба ниту во институциите, ниту пак во лабораториите. Заради сите овие работи ние баравме и законот кој е моментално на сила да се направи една мала измена, тоа е да се забрани увоз на отпад кој се користи како енергенс. Заради тоа што се сомневаме токму во овие контроли. Законот мора да се донесе. Зошто? Ние во Македонија немаме институционална гаранција дека се спроведува таа Базелска конвенција како што треба, дека се контролира влезот и употребата и согорувањето на отпад на начин кој што ќе биде нештетен за граѓаните. Како ќе влие негативно, затоа што ние сме инвестирале 1,5 евра практично во опрема за користење на алтернативно гориво. Дали е тоа правилна одлука, тоа ќе се одлучат практично пратениците и владата и предлагачот и така натаму. Собранието направи обид да се донесе законот, но обидот пропадна. Иако помина 2 собраниски комисии и партиите гласаа за, кога дојде на пленарна седница, спикерот Талат Џафери го скокна од дневен ред. Нема договор меѓу партиите беше објаснувањето, но неофицијално има страф за штетите по индустријата. Код го доби листингот од седницата на која се гледа кој пратеник како гласал. На него се гледа дека пратениците од СДСМ гласале за да се стави во процедура. Не гласале ДУИ и ВМРО од ДПМНЕ. Ваквиот закон најмногу ќе го погоди усијот и засега цементарата е единствениот увозник на РДФ гориво. Амбасади, адвокатски друштва, козметички синџири, медицински установи, МВР и други министерства. Сите овие институции со години се клиенти на Дрисла. Носат отпад во депонијата и го горат во единствената печка за горење на отпад. Дрисла со години е озогласена дека загадува на големо, но и обвинителството се откажа од прогон затоа што не најде докази. Но докази за загадувањето на воздухот има од мерачите на PM честички. Често се и по неколку пати над дозволените вредности. Прашањето кој загадува сите го поставуваат, но одговорот никој не го дава. Пирамида со црна боја, висока околу 6 метри, а долга 200 метри. Ги има повеќе десетици. Не се во Египет, туку во Италија. Не се од камен, туку од отпад. Бали ѓубре наредени во височина. Отпадната локација се вика Масерија дел Ре, малку иронично, кралската фарма. 20 на километри од Неапол, царството на мафијашката употреба и злоупотреба на ѓубрето. Од македонец кој имал можност да влезе во фармата со ѓубре, ги добивме овие слики. Ни кажа дека станува збор за складиран, историски отпад, составен главно од ѓубре кое може да се гори и од него да се произведе енергија. На локацијата има околу 6 милиони тони таков историски отпад. Но ова не е гробиште и конечна дестинација на наполитанското ѓубре спакувано во екобали. Неколку илјади километри на исток од Италија, една веќе поранешна италијанска инвестиција е во предградието на Скопје. ФЛЦ Амбиенте ја изгуби битката за Дрисла која од воздух изгледа малку поинаку од италијанските црни пирамиди. Депонијата доби нов директор. Стариот, иако го договаравме за снимање во депонијата, моравме да ја смениме локацијата. Дрисла останува со интегрирана дозвола за уништување на опасен отпад и со дел машини кои се купени, но не се пуштени за употреба. Се надевам дека се тоа што ние сме го продолжиле, што не е довршено, се тоа на проектна документација која имаме, која ќе биде од корис нормално на градот Скопје, бидејќи сите тие проекти се актуелни, како да кажеме стерилизаторот, црпењето на депонискиот газ,
фабриката за селекција на отпад и сето она што е започнато, ќе го продолжи градот Скопје да го имплементира во следниве неколку години. А други, например, тешки метали, дали има дозвола Дрисла за тоа? Дозвола во кодовите можеби има, но ние не работиме. Во кодовите има, кога би се инсталирало, да кажеме, она аксисот за која кажавме многу пати за која имаме дозвола, која што може да преработува опасни материи, веројатно би работеле, но ние не работиме со такви материи. Иако има интегрирана дозвола, Ангело вели дека таа никогаш не е употребена, ниту пак Дрисла увезла отпад, а најмалку опасен. Во Дрисла се складира и уништува само домашен отпад, создаден во Македонија. Но можно ли е за тоа потекло да се крие увезен отпад? Нема таа, не. Пошто, знаете зашто? Мора да стои, треба да ги видите транспортните и идентификационен формулар се нарекува, и таму мора да стои кој е производител на отпадот. Значи, постои производител, транспортер и крајна дестинација Дрисла. Во Дрисла секоја година се гори нешто над 1000 тони отпад, главно медицински. Но во единствената легална печка за согорување на отпад во Македонија завршуваат и други работи. Како, например, запленета марихуана или друг вид на дрога. Меѓу клиентите на Дрисла кои согорувале се наоѓаат и американската, шведската, хрватската и словенечката амбасада. Тие додуша не согорувале медицински отпад или лекови со истечен рок, туку според документите до кои дојде код, амбасадите испраќале документи и хартија на палење во Дрисла. Најмногу горела амбасадата на САД. За 2 години изгореле над 3,5 тони. Хартија во печката на Дрисла гореле и адвокатската канцеларија Поленак, но и дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, градскиот паркинг на Скопје, па дури и фудбалската федерација. Хартијата инаку може и да се рециклира, но амбасадите, најверојатно од безбедносни причини, одлучуваат да ја горат. Во Дрисла се горат и женски парфеми и машка козметика на Авон со поминат рок, а се уништуваат во печката и лекови кои невладини организации не успеале да ги поделат пред да им помине рокот. Според годишните извештаи на Дрисла за 2017 и 2018 биле изгорени нешто над 1000 тони отпад годишно, од кои најголем спомнавме дека е во графата медицински отпад. Но кога овие бројки ги споредивме со годишните извештаи на Министерството кои се однесуваат на квалитетот на животна средина, сваќаме дека не се исти. Во Македонија според Министерството во 2017 биле произведени 716 тони медицински отпад, а преклани биле произведени 735 тони медицински отпад. И сега прашањето, чии бројки се точни? Како може Министерството да соопштува една количина, а во Дрисла да се гори повеќе од истата категорија? Невладините имаат теорија дека е можно да се меша и друг отпад за да изгори со медицинскиот. Медицинскиот отпад се води како опасен. Дрисла го согорува. Од друга страна, секој отпад што е измешан со опасен се води како опасен. Значи, дали они го земаат отпадот и го селектираат, го двојат опасниот од неопасниот, се сомневам. Така да, кога ќе дојде тој отпад како комунален измешан со медицински, каков е? По законот тој е опасен отпад. Но во Дрисла тврдат сосема спротивно. Најчесто доаѓаат филтри, доаѓаат отпади кои биле во допир со опасен отпад, да кажеме како текстили, абсорбенти и слично, и тоа најчесто доаѓа од индустријските зони кои се во близината на Скопје, станува збор се за бунарџи. Тоа пак е доволен сигнал за политичарите дека здравието и животната средина треба да се дигнат на ниво на прашање од национална безбедност. И се она што согорува во Дрисла или пак се увезува од странство да се провери од тајните служби, а не само од инспектори скриени во топлите канцеларии. Инсистирам да се вклучи Агенцијата за разузнавање за да собира релевантни информации од странство. Треба оперативните служби кои што државата ги плаќа. Тие да отворат обработка околу Дрисла, што се таму складира, дали е се чисто, да дадат одговор на сите тие прашања. Но тука треба тие служби да работат, значи не врз основа на некакви декларации и документи, него оперативно да истражуваат, да анализираат и да дадат прецизен одговор. Веќе имаше еден совет за безбедност кај председателот Стево Пендаровски на тема загадување. Го прашавме и директорот на Агенцијата за национална безбедност. Работат ли неговите агенти на пробивање на опасните ѓубраџиски шеми?
Сето она што е побарано, што е поврзано во врска со наведената состојба, со евентуални комуникации, со евентуални транспорти и така натаму, се она што ние имаме како информација го доставуваме до релевантните институции кои се, како што кажав, со закон задолжени директно за оваа проблематика. Поради големите сомнежи, опасноста е толку голема, што граѓаните мислат дека се крие зад секој повлечен здив од скопскиот воздух. Доскорешниот директор на Дрисла тврди дека депонијата не е непријателот на скопскиот воздух, а така покажале и нивните истражувања. Фрапатни се резултатите. 0,00001 во вкупното загадување на скопската котлина учествува депонијата Дрисла. Дрисла, иако перфектна според бројките презентирани од Ангелов, не увезла ниту грам отпад од странство. Таква потврда од ресорното министерство ни покаже и самиот тој. Но сепак складира опасен отпад, домашен, и тоа азбестни плочи. Се закопуваат во земја во падината на ридот на Дрисла, на начин кој треба да обезбеди заштита на околината. И среќа веќе не се фрла азбестот во речните корита, не се фрла во реката Вардар или на дивите депонии. Во најголема мера сите оние пред се, морам да кажам, државни институции и сериозни компании го носат азбестот во Дрисла, каде што на сигурен начин се складират. Дозволи, сомнежи, бизниси, здравје, лош воздух, приказни кои се испреплетуваат и не селат повторно на запад, кај црните пирамиди од кралската фарма покрај Неапол. Многуте екобали не се тука за секогаш. Патуваат натре во Италија, но и надвор од границите, кон Бугарија, кон Северна Европа. Дел од италијанскиот отпад стига и во Македонија. Увезен како RDF, Refuse Derived Fuel, гориво произведено од отпад. Се користи за горење. Поевтино е и произведува енергија потребна за фабричко производство. Тоа RDF гориво е наменето за согорување. Значи, тоа се фракции од неопасен отпад, најчесто тоа е комунален или инертен индустријски неопасен отпад, фракции. Значи, имаме тука делови текстил, има пластика, има... Да. Италијанскиот RDF всушност е ѓубре процесуирано како остаток низ италијанските фабрики. Но црните пирамиди кај Неапол се друга приказна. Во неа е замешана и мафијата, која со децении наплаќала за собирање на отпад во областа Кампанија. Работата ја добивале по ниска цена и со помалку пари, и наместо да го преработуваат ѓубрето, го фрлале на пусти места. Откако Италија решила да стави крај на мафијашкиот начин за менеджмент со отпад, ѓубрето е собрано, процесуирано и спакувано во бали за RDF гориво. За да се откачат од тоа така наречено историско ѓубре, италијанските власти ја почнале операцијата Terra del Fuoco, огнена земја. Даваат субвенции на оние кои ги извезуваат надвор од Италија. Субвенциите се определуваат на тендери и се во висина од 140 до 200 евра за тон. Субвенцијата зависи од енергетската калоричност на квалитетот на отпадот, но и крајната дестинација. Пред да се додели тендерот, италијанската фирма мора да докаже дека има најдено купувач. За оние на Запад, Португалија, Шпанија или Шведска добиваат повеќе пари. За Македонија, Бугарија или Романија се добиваат помали субвенции. Но извозот се исплатува затоа што италијанските фирми на балканските не им продават, туку им го подаруваат RDF ѓубрето за горење. Дел од субвенционираните пари одат за трошоци за транспорт, кој главно се одвива по морски пат. Разликата меѓу субвенцијата и трошоците останува на италијанските фирми. Тоа е нивниот профит. Додека балканските фирми добиваат бесплатно гориво кој им го намалува трошокот за производство на енергија и цената на нивниот производ. Но покрај се, во Бугарија пред 10 дена пукна скандал кога бугарски министер за екологија учествувал не само во чистиот дел од бизнисот со отпад, туку во ѓубрето за горење поврзано со него е откриен и опасен по здравје отпад. Сега се чека истрагата, а бугарските власти скокнаа на носе. Еден од оние ретките чие име беше спомнато во бугарските медиуми беше и Горан Ангелов. Во соседството открија дека тогаш се уште директорот на Дрисла има и собственост на фирма во Бугарија која увезува отпад за горење. Една пратка на фирмата била сомнителна, но потоа приказната замре откако беше соопштено дека отпадот не е опасен, туку само предолго чекал во процедурите за транспорт до фабриката. Истрагата е отворена,
а Ангело смета дека објавувањето на информацијата за негова собственост од 15% во бугарска фирма 3 дена пред да биде сменет не е случајност. Бугарија увезувале други фирми, многу полоши отпади, опасни отпади, ниту излезе името на фирмата, ниту излегоа собствениците. Само ние, 20 македонци, кои сме со собственици, 20 италијани, со име и презиме и име на фирмата за на крајот да утврдат дека отпадот воопшто не е опасен, туку е РДФ кој требало да се гори некаде, зашто и јас не знам каде требало, на крајот да разберам од доминантниот собственик дека требало да заврши на горење во една од термоцентралите во Република Бугарија. Во Бугарија уште има истрага. Не е познато дали во бизнисот со ѓубре таму има македонци и колка е кракот кој води кон нашата држава. Дали има опасен отпад кој доаѓа наваму. Затоа јавноста е полна со приказни за увоз на опасен отпад, на кој одговор треба да дадат државните институции. Сите се вклучат за да дадат одговор на клучното прашање. Дали во Македонија се увезува опасен отпад? Дали се складира? Натаму, каков отпад се увезува за гориво, кој што се користи како енергес? Сомнежот е силен, граѓаните сомничави и полни со скепса. Но наместо смирување со брза и енергична акција и операција, сите ние добиваме политички театар, кој сака да ќари некој предизборен поен, без да одговори целосно на прашањата кои се гласни и важни за здравјето на граѓаните. Темата за отпадот, опасен, неопасен, РДФ, гориво, енергенс или суровина е навистина голема. А Коти понатаму ќе продолжи да истражува. Се гледаме идната недела во исто време.